раноградинарите од Струмичко, Банско ја потикнаа нашата екипа да зборува што со производството кое што излезе оваа година, но нема пласман, а производителите беа принудени дури и својот род да го фрлаат. Во ова издание на вестите со мене Ристо Велков од Сојуз на земјоделски здруженија Велков. Проблем кој што нашите гледачи го видоа, земјава е сведок дека Струмичко е во Струмичко се и првите ренопроизводители излегуваат на пазарот, но откупната цена е фрапантно ниска, а производството дури и се фрла. Зошто е ова вака? Немаме ли пазари? Па да, како што рековте, Струмица важи за еден од најголемите раноградинарски, пред се раноградинарски региони во државата и е регион кој што нуди најголеми количини од градинарски производи. Самиот старт во градинарството се надеваше нашиот земјоделски производител и се надава дека ќе биде една од подобрите години. Знаеме дека зелгата добро почна и добро заврши, меѓутоа денови сме сведоци за дел од раноградинарските производи како што е пиперката, пред се лута и блага, нагло падна во цената. Се нуди по багателни цени, меѓутоа да се надеваме дека најглавната причина е дека се уште се нудат некои мали количини и со самото зголемување на производството да се надеваме дека и тој тип на производ ќе ја добие онаа цена која што ја заслужува, бидејќи мораме да кажеме дека тука станува збор за понуда на производ кој што се производува под контролирани услови, дали под топла вода или под парно. Мислам дека Што значи ова, Велков? Ке да се надеваме, ке се надеваме. Тоа значи дека земјоделците треба да го соберат родот и да се надеваат дека откупувачите ќе најдат тоа пласман? Мислам дека не е прва година, веќе 30-на година, сето она што се случува во нашето земјоделие, цехот го плаќа самиот земјоделски производител, бидејќи знаеме дека тој е и производител, и агротехничар, и заштитар, и за жал на крајот економист, мора да изнаоѓа начин како и на кој начин да го пласира својот производ. Меѓутоа тоа мислам дека барем според мене тоа се базира пред се на институциите кои што го водат секторот земјоделие. Не само институции, туку и сите оние што се занимаваат со производство и производство на земјоделски производи, тука би ги спомнал и самите здруженија, бидејќи тие би требало да водат грижа. Тука пред се мислам дека една од најголемите вини баш во пласманот на земјоделските производи требаше да играат улогата самите стварањето на задругите, бидејќи тука значи еден поголем начин на здружување на самите земјоделски производители, со тоа заеднички пристап на заедничко производство, што значи дека требаше да дојде до кога се вели пристап на заедничко производство, значи одбирање на заедничка култура, а кога ќе се одбере култура за производство, мислам тука неминовно станува иста сорт од земјоделците или пак некаде другаде се лоцира проблем? Па мислам дека во регионот има 2-3 задруги, колку што знам, но колку и како функционираат, терено го кажува своето. Не само, мислам дека во Република Македонија има некаде околу 12 задруги, сега колку што се сеќам има, знам кај овоштарите, меѓутоа севкупно кај сите проблемот е пласманот и мислам дека пласманот доаѓа баш поради причината од самиот пристап на производството. Вие сте земјоделски производител. Што велат откупувачите? Каде е проблемот? Дали има некаква надеж дека еве и со попуштањето на COVID-19 значи отворање на границите и извоз на македонското производство? Мислам да кога станува збор за ковидот, мислам дека баш земјоделецот беше еден од најпривилегираните, бидејќи немаше никакви причини да биде спречен во остварувањето на своите активности на теренот. Што значи во секој период од денот нашиот земјоделски производител ги остваруваше своите активности и дојде до производ, меѓутоа еве кога сме тука до производ мораме да го потенцираме податокот дека и климатските фактори се го прават своето. Ова година мислам дека ќе бидеме сведоци да од дадени површини на дадени култури имаме барем 30 до 40% помали количини од мислам дека од сите култури, поготово каде што станува збор
за производство без контролирани услови, без парно. Велков, јас ти благодарам. Знам дека времето е кратко и оваа тема навистина засега голема популација, особено од овој југоисточен регион, каде што граѓаните се занимаваат со земјоделство. Останува да се надеваме дека ќе се отворат пазарите, а производството во Струмичко нема да скапува по нивите и да се фрла и ќе може да се откупува, а секако и производителите да им се исплати нивниот труд.